Денеска поголема група од ромска националност протестираа пред зградата на Центарот за социјална работа, незадоволни од двојната и селективна политика на новата директорка околу доделувањето на социјалната помош. Според нив токму таа е виновна затоа што 3 месеци наназад не ја добиле социјалната помош, која им е единствен извор за екзистенција. Еве е изјавата на представникот на незадоволната група Шакиров Бейсим Пајо. Еве, денеска се соочуваме повторно со истите проблеми со луѓето што ја примат социјалната парична помош. Некои одбиени од таа социјална парична помош, еве ги веќе со докази ги имаме. Имаме сознание дека 200 фамилии од ромите укинати од социјалната парична помош поради што се продавале шишиња. Оваа сега новата директорка што имаме во социјалното не обавести дека поради 360 динара, еве ги доказите, може да ги снимате, дека народот ги одбиват по една година, немат право на социјална парична помош. Тоа дали е регуларно, јас не го знам тоа, али сакам тоа со ромите нешто да се земе во обзир. Исто, во 2 соби тројца браќа живеат. Сите тројца браќа имат по 3 деца, во 2 соби се живее. Денеска одбиени исто и они од социјалната парична помош. Најкасно до вторник, за утре или среда, доколку нема социјална парична помош и луѓето што се одбиени поради овие сметки по 350 динара што имат продадени пластични шишиња од ѓубре што се собирани, поради тоа се одбиени луѓето, доколку не им се дават денеска или утре решенијата дека се одбиени и поради што, значи луѓето со се деца, сите фамилиарно, најкасно до среда, сите фамилиарно исто. И јас со нив ќе бидам присутен како представник на ромите, и јас со нив присутен, додека не им ги решават овие проблеми на ромите, значи ромите нема да се тргнат од тука. Покрај доснењето на социјалната помош, одреден број на незадоволните протестираа затоа што истата им била укината, како што велат поради дополнителните приходи што ги остварувале од собирањето на пластични шишиња и друга амбалажа. Со таква селективна политика на социјалците им е загрозена екзистенцијата, особено во тешките зимни услови, кога трошоците за